Почитувани, добро вечер. Би сакал да ви го честитам празникот и Великден кој што следи. Денес на темата Великден, традиција, обичаи ќе ни говори доктор Емил Нијами. Повелете, доктор Нијами. Благодарам. Ви благодарам за вечерашното присуство на сите на уште едно предавање на Рускиот центар при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Вечерашна тема, како што спомена Дарко, е Великден, традиции, обичаи и верувања. Додека на Запад се смета Божик се смета за најголем празник, кој мощно свечено се прославува, во Русија ова почесно место го зазема Великден. Резултатите од истражувањето кој уште пред 15 години на територијата на Русија го спроведе се Рускиот центар за истражување на јавното мислење, покажува дека Великден е најзначаен религиски празник во земјата и дека се наоѓа на третото место според бројот на празниците што се слават веднаш по Нова година и по роденден. Изразено во бројки, за Великден можеме да кажеме дека ова што го гледате пред вас е традиционален великденски колач кој што се нарекува кулич. На крајот од предавањето на сите ќе ви дадам список рецепт од традиционалните руски великденски јадења. Овој колач, овој козинак кулич, изразено во бројки, 84% од русите Великден ќе го прослават со бацување јајца и со печење кулич. Во Русија за Великден 53 милиони јајца обично се продаваат само во Москва во текот на неделата пред Великден. 53 милиони јајца. И од овој колач 700 тони кулич месат московските пекарници. Бројки огромни за да се види колку големо значење се дава на овој празник. Всушност за голем број руси прославувањето на Великден не е толку поради верата, колку што е еден од факторите за нивниот национален идентитет. Подготовката за овој празник изискува придржување кон определени обичаи, од кои многу се од религиозна природа, но најголем дел е дел од народната традиција. Во Русија стар обичај куќата темелно да се исчисти во четврток пред Великден. На чист четврток, како што го нарекуваат сите, ги чистат домовите. Следното утро многу куќи веќе мирисаат на тесто кое полека нараснува за попладне да биде подготвено за печење. Од ова тесто се прави кулич. Тоа е висок козинак великденски. Друг обичај исто така, она што го имаме кај нас, вапсувањето јајца. Голем број луѓе до денешен ден собираат лушпи од кромит, многу пред првата пролетна полна месечина, која според првобитната идеја на творецот на календарот би требало да го определува датумот на прославата на православниот Великден. Тие можеби не знаат зошто за Великден се вапсуваат јајца, но точно знаат колку лушпи од кромит се потребни и колку долго треба да ги варат јајцата за да се добие потребната нијанса на светло-црвена боја. Според православното предание, јајцето е символ на нов живот и тоа мора да биде црвено, зашто тоа е бојата на крвта што Христос ја пролил за проштевање на гревовите на сите луѓе. Великденските јајца и куличот се носат во сабота наутро во црква за да се осветат. Не е лесно да се подготви споменатата великденска храна, зашто не е дозволено таа да се вкуси. Великиот пост, 40 дена пред Великден, за време на кои побожните православни верници не консумираат шекер, месо и млечни производи, завршува во недела по литургијата.
Држењето на великденскиот пост е верски обичај кој помалку се почитува од народната традиција на вапсување на јајца. Меѓу 71% од жителите во Русија кои се сметаат за православни христијани, само 2% се придржуваат до одредбите на Великиот пост. Околу 20% ги почитуваат во помала или во поголема мера, додека околу 80% воопшто не се придржуваат. Ова се официјални истражувања на Левада центарот спроведени пред некои си десетина години. Присуството на великденската литургија поради прославување на Христовото воскресение од мртвите исто така не е многу распространето. Помалку од 300.000 од московјаните присуствуваат на служба за Великден во градските цркви, за град кој што не надминува бројката која што официјално не се знае помеѓу 16 и 26 милиони, ова навистина не е голем број. Литургијата завршува околу 3 часот и сутрина, кога свештеникот конечно ќе извика Христос воскресе, на собраните наглас 3 пати ќе одговорат ваистина воскресе. Ова е најрадосен момент во православниот црковен календар, затоа и не е зачудувачки што луѓето си го честитаат празникот бакнувајќи се, што во нашата традиција и не е толку застапено. Конечно, јајцата и куличот можат да се пробаат, зашто првата храна што се проба по постот треба да биде посветена. Во недела првата гозба започнува со трпеза полна со храна, иако разновидноста на послушината храна секаде не е иста. На секоја руска трпеза за Великден ќе се најдат паската, тоа е ова бело колаче што го гледате одзади, каде што е напишано ХВ, како Христос воскрес. Традиционален тоа е десерт од урда во облик на пирамида, како и веќе споменатиот кулич. Оние што толку долго постеле, сега можат да јадат колку што сакаат. Секако ќе им се придружат и оние кои не постеле, и тие ќе јадат онолку колку што сакаат. Децата ќе тркалаат јајца по масата и ќе организираат надпревари во кршење на јајце, да се види чие јајце е најцрсто. Никој нема да ги прекорува поради тоа, можеби ќе се придружат исто така и возрастните. За време на Великден сите всушност се чувствуваат како деца. Ова е современата состојба со традициите и обичаите во Русија за Великден. Подоцна ќе зборувам малку и за старите руски великденски обичаи и верувања. Инаку во Русија се уште постои традиција на пеење великденски песни и постојано се компонираат нови, се прават аранжмани на стари великденски песни. Нешто слично на она што во Македонија го имаме со Џоксик за секој Великден, меѓутоа во Русија секоја година има по неколку вакви песни. И сега тук би сакал да погледнеме едно кратко видео со една великденска песна во современ аранжман. За тебя, Господь, кровь бежит к тебе, и распята плоть. Умер и воскрес Бог, Творец земли, в небеса небес входим мы. Это
солдат Бога и Творца, и не знал солдат, кого бьет рука. Только Бог молчал по своей любви. Он его хотел смертью обрести. Это мой Бог, это мой Бог, это мой Бог, умер и воскрес. Это мой Бог, это мой Бог, это мой Бог, умер и воскрес. Наш Господь воскрес, наш Господь восстал, смертью своей царство тьмы поправ. Вырвал жало он у сатаны смерть. Где твоя победа? Где теперь скажи? Это мой Бог, мой Бог. 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 Это мой Бог, умер и воскрес. Это мой Бог, мой Бог. Это мой Бог, это мой Бог, умер и воскрес. Это така една современа композиција на тема Великден. Како што реков, ги има многу вакви. Сега би сакал малку да позборувам за она што лично и мене повеќе ме интересира, тоа се старите великденски обичаи и верувања. Уште давнина во пресрет на Воскресението Христово во Русија се палеле огнови. Многумина сметаат дека ова е пагански обичај, но во културолошките научни кругови се смета дека всушност од огнот се појавила идејата за палење свеки на празникот. Огновите не се палеле само во кругот на црквата, туку и на сред село, покрај реките, на редовите и во дворовите. Палењето огнови на Великден ја символизирале победата на победата на доброто врз злото, односно победата на животот над темнината и над смртта. Според старите обичаи, овие огнови се палеле со триење на стари и суви дрвја, оти се сметало дека токму во нив се криела злата сила. Откако огнот ки изгорел, луѓето си земале јагленчиња од изгорените дрвја и ги поставувале во своите куќи. Оти се сметало дека великденските јаглени ја чуваат куќата од невремења. Уште еден интересен обичај, тоа се бокалчињата со мед, кои што се нарекуваат канунчики. Канунчики се мали обредни бокалчиња направени од глина. Во Русија во старите времења се употребувале 9 различни обредни садови, едниот од нив е канунчик. Во пресрет на празникот во овие глинени бокалчиња се навлевал мед, потоа во него се ставале свеки и на првиот ден од Великден садот бил поставуван на маса за споменување на починатите.
Се верувало дека со овој обред светите ќе видат светлината од цвеќите и ќе почнат да се молат за упокоениот, па на тој начин ќе измолат од Господа проштевање за него. Културолозите пак велат дека овој обичај потекнува од старообредниците, кои што во Русија се уште ги има, кои по расколот во Руската православна црква почнале да негуваат посебни обичаи. Доколку зборуваме за старообредниците и во Русија се уште официјално постои старообредничка црква, тоа се, значи, исто така православни христијани кои се придржуваат до старите православни правила и тие главен елемент кој што можеме да го видиме дури и на сликите на големите руски уметници, се уште, например, се крстат со два прста, и на времето, значи, поради тоа дури биле и прогонувани. Како и да е, овој обичај со глининиот сад со мед станал и известен ритуал и помеѓу парахијците на официјалната црква. Свештениците пак ги забранувале овие мали бокалчиња, така што во текот на времето тие во текот на историјата тие исчезнале како великденски ритуал. Следното нешто кое што е можно интересно, тоа се нарекува танц на сонцето. Уште еден можно значаен момент во великденското празнување било дочекувањето на сонцето. На великденското утро луѓето седеле до изгрее сонце за да дознаат каква ќе им биде следната година. Кога напролет искрева сонцето, тоа обично трепери, па за него тогаш се вика дека танцува. Во давнина русите верувале дека ако на великденското утро сонцето почнува да танцува, тогаш тоа е знак за добра година, за берикет, за добра берба, за здравје и за среќа. Исто така тоа било знак и дека во престојната година ќе има многу свадби и многу деца. Доколку пак сонцето изгревало зад облаците, се сметало дека годината ќе биде лоша, дека нема да има добар плод и оти ќе се појават болести. Многу пати во руската историја, кога ќе се случале некакви војни, суши и така натаму, се објаснува токму со овој елемент дека сонцето било скриено зад облаците и за Великден и дека ја предвидувала таквата година. По старите луѓе на овој ден пред Великден се миеле и имале и свој специјален обичај. Утрото на Воскресението Христово возрастните жени станувале на искрие сонце и наливале вода во садови од скапоцени материјали, злато, сребро, тие што немале секако дури и во глина, најчесто и во него ставале едно црвено великденско јајце, потоа што кажеме што и кај нас е традиција со првото вапсано јајце, нели да се помине семејството по лицето за здравје. Во Русија, значи, се ставало јајцето во вода, потоа со таа вода си го миеле лицето. Златото или среброто од друга страна означувало богатство, а црвеното јајце имало моќ на подмладување, разубавување и секако го закрепнувале здравјето. Додека жените го изведувале овој ритуал, по старите мажи си ги чешале своите коси и велеле колку влакна на главата, толку внуци во куќата. Еден можно интересен момент во Русија, кој што го гледате и на една великденска честитка, секако од времето пред револуцијата, вака, значи, изгледале
изгледале великденските честитки, дори може да се забележи дека е напишана според старата руска ортографија пред реформата. Се нарекува тркалање јајца. Тркалањето јајца е словенски великденски обичај, но тој најдолго се задржал токму во Русија. Во определени делови од Русија, обично во руралните средини, тој се уште е жив. Оваа детска игра представувала главна атракција за помладите, кои на овој начин ги добивале своите великденски подароци. За играта се изработувал посебен реквизит, мала патека од шкрилци, можете да ја видите кај првото детенце како ја држи во раката. На децата им се поставувале разни подароци, обично тоа били играчки или некакви други интересни дреболи. Потоа се поставувала патеката од шкрилци, по неа децата ги пуштале великденските јајца и она јајце што ќе го допре предметот, сопственикот, поточно на јајцето што ќе го допре предметот, го добива истиот. Доколку не постоела специјална патека, децата едноставно ги тркалале јајцата како џамли во трева и се обидувале да погодат некој подарок. Може би ова ќе ви наликува малку и на западната традиција со барање јајца во трева, меѓутоа, повторно велам, ова е стара словенска традиција. Еден многу интересна традиција која што постоела во Русија во старите руски куќи, тоа е бркањето на лебарките и на таштабитите. Ова уште е еден од многуте обичаи кои се изведувал на првиот ден на Великден. Во многу домови, особено во руралните средини, луѓето верувале дека на Великденската недела може да се ослободат од штетниците кои живеат во нивните домови. И за таа цел домаќините изведувале еден посебен ритуал, да кажеме на мала театарска представа домашна. Кога мажот се враќал од утринската великденска литургија, тој најпрво тропал на вратата, потоа започнува диалог. Жената одговарала, прашувала кој е, и мажот одговара: јас сум домаќинот твој Иван. Жено, кажи со што ќе се гоштеваме. Таа велела: ќе се гоштеваме со месо, паблака, млеко, јајца. Потоа домаќинот одговарал: тафтабиците со што ќе ги нагостиме? Жената внатре одговарала: на тафтабиците тафтабити ќе им дадеме. Во принцип се сметало дека откако тафтабитите ќе го слушнат овој диалог, буквално ги фаќало уплав и или бегале од куќите, или почнувале да скокаат една врз друга и да се јадат меѓу себе. Неразделен дел од великденските прослави се секако великденските песни. Постојат многу стари руски великденски песни. Ние претходно слушнавме една современа, секако тие се со тие се религиозни песни со религиски мотиви, во кои што се воспева Христовото воскресение. Меѓутоа постојат и многу стари песни. Сега би послушали една народна великденска песна, која што за мене ја избрав токму таа, бидејќи доаѓа од еден друг дел на Русија, од Краснојарскиот крај, од едни студени предели. Ќе ги забележите религиските мотиви во самата песна, самата песна исполнува еден краснојарски народен
ансамбл. Па послушајте. По улице по широкой Христос воскрес, Сыня Божий, по траве, в траве, по зеленой Христос воскрес, Сыня Божий, там прошли волочёнички, Христос воскрес, Сыня Божий, волочёнички, ледокучнички, Христос воскрес, Сыня Божий, ледокучнички, люди добрые, Христос воскрес, Сыня Божий, люди добрые, все веселые, Христос воскрес, Сыня Божий, шатаются, волочаются, Христос воскрес, Сыня Божий, Христу Богу поклоняются, Христос воскрес, Сыня Божий. Волочилися, промочилися, Христос воскрес, Сыня Божий, к тому двору приблудилися, Христос воскрес, Сыня Божий, к тому к двору, к богатому, Христос воскрес, Сыня Божий, к хозяину, к рабатому, Христос воскрес, Сыня Божий. По широкой Христос воскрес, Сыня Божий, Христос воскрес, Сыня Божий, Христос воскрес, Сыня Божий. Ето така, možda je интересно што современите исполнувања, современите песни посветени на Великден се малку меланхолични, тажни, како што видовме во видеоспотот предходно, додека народните со право значи биле весели и дури и црквата тоа го вели дека ова е највеселиот празник во христијанството, воскресението Христово. Тоа е чудото значи на воскресението. И токму затоа и овие великденски песни се такви весели, полни со живот и апсолутно на времето кога се прославувал Великден во помалите средини, луѓето кои се собирале ги пееле овие песни, денес истите песни се пеат, меѓутоа тоа е на оние великденски концерти кои што се изведуваат. Сега накратко би сакал да ве запознам со една друга страна, гурманска страна на прославата на Великден. Постојат 4 традиционални руски великденски јадења. Зборувам традиционални според она што јас најчесто го среќавав, иако многу пати токму на оваа тема сме зборувале со многу луѓе, дека не секогаш и не насекаде, значи, овие јадења присуствуваат толку често. Првата е великденската салата, која што се прави, нели, од пилешки копани, традиционална руска салата, што се нарекува пачуба и секогаш, значи, има нешто со што е покриена, дали е со мајонез, дали е со павлака и така натаму, значи малку потешка салата. Во принцип ќе видите тоа што го имам напишано. Во Македонија кај нас предјадењата се малку полесни, ние Великден е на пролет, па секогаш имаме свеж зеленчук, купуваме млади компери, да кажеме, домати, краставици, зелена салата и така натаму, јадеме свежа салата. Во Русија, бидејќи се уште нели
ладно, освен во Краснодар, да кажеме, и во Сочи, каде што веќе има овошје и зеленчук свежи, во Русија, значи, обично се уште овие зимски салати. Следното јадење се нарекува курник. Курник се нарекува секако од името на кокошка, односно курица во рускиот јазик, и тоа е еден вид на пита во слој со пилешко месо, со ориз и со варени јајца. И она за кој што веќе зборува, тоа е кулич, кој што е еден вкусен гозинак кој е задолжителен за секој дом што го слави Великден. Од давнина ова сладко јадење било присутно за празникот во секој дом. Се верувало дека додека се подготвува тестото за куличот во просторијата, никој не смее да влегува и да излегува, не треба да се треска со вратата, а самото тесто е најдобро да се одмара неколку часа на мека перница. Последното сладко јадење, кое што јас го предпочитам многу, тоа е Пасха. На руски Великден, значи го содржала називот за Великден, кај нас е нели велики ден, голем ден, го задржала во Русија називот од старогрчкиот Пасха, па од тука е и називот на овој десерт кој е задолжителен по празничниот ручек. Јас, бидејќи многу пати кога сме зборувале за јадење, сте ме прашувале, за денес ви подготвив, значи, ќе ви испратам на сите во чатот, ќе ви испратам, еве вака, тука се сите 4 рецепти од руските великденски јадења, па се надевам дека некои од вас ќе се рецептите се испробани, значи не се туку така преземени, имате и опис на нив, дека некој од вас ќе ги направи, па се надевам дека и ќе ни пише порака на Facebook за да ни каже како му испаднале овие великденски јадења. Во принцип сакам да ви кажам дека во Пасхата, освен она што е наведено како состојки, јас сакам, во Русија многу се популарни бобинките, кои што ги има и на зима, тие северни бобинки. Па така многу можам да ви дадам идеја да ставите им свежи бобинки во самата Пасха. Јас тука би завршил, гледам дека имам уште многу малку време и би сакал да ви оставам на вас време, доколку имате нешто да прашате. Можете да махнете со раката, бидејќи сте сите исклучени, или во чатот да ни напишете. Таму мислам дека долу на самиот Zoom има едно раче. Значи, во интерес на времето, ве молам доколку има некои прашања, нека... Да, еве Рајна, значи... Не рака или... Само малку. Повели Рајна? Ме интересира, дали имаат некои, да речеме, интересни обичаи руските додека држат пост? Додека ги држат постите, па не, во принцип нема никакви посебни обичаи, исто како кај нас, значи не се јаде животинско потекло и тоа е тоа. Валентина Георгиевска ви ги испратив на сите, значи во PDF, во чатот, во еден PDF, како се вика, во еден PDF файл, имаме една господја Дарко, Galaxy A40 е напишано.
Јајцата ги вапсуваат и во природни бои, исто како кај нас, и во вештачки. И јас дури сум видел во Русија можни интересен начин на вапсување јајца, тоа е вапсување јајца со вино, па тие се оставаат и преку ноќ, значи можете да пробате, тоа е интересно, со црно вино, преку ноќ веќе сварени јајца се оставаат во виното и тие добиваат природна виолетова боја. А секако дека денеска се бојат и со вештачки прехранбени бои. Дарко, дали ја вида господјата? Господја Сонја имаше некое прашање, повелете? Има раче е дигнато Galaxy A40. Да, само сакав да се заблагодарам на сето ова што го разбравме вечерва, ми беше задоволство и сакам на сите присутни да им ги честитам престојните празници. Ево уште еднаш ги испратив, ви благодариме, ги испратив рецептите, Дарко да ни останеме должни уште на господјата кратко. Еве, вклучуваме. Galaxy A40. Повелете. Вика знам, дневен тест 40 часа. Ништо во тим. Има раче на незината слика. Изгледа ке снимаме и време. Нема исклучено е веќе. Во ред. Значи немаме веќе време, ви благодарам.